Редовно издание на Дневникот на К1. Време е за информациите од Вардар, Скотик-Вишкиот регион, Македонија, светот и спортот. По кратките најави со настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Општина Велес ке продава градежни парцели во индустриската зона Мамутчево. Гром со порака. Владата да не го промени името на државата во замена за членство во НАТО. До 15 јуни трае пријавувањето за добивање субвенции за млеко. Општина Велес ке продава градежни парцели во индустриската зона Мамутчево. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека интерес има и кај домашни и кај странски инвеститори. Меѓу првите кои ќе купат парцели за изградба на производствени капацитети, очекувањата се дека ќе биде словачката фирма Holt Consulting. Општина Велес е во подготовка на документација за објавување на јавен повик за продажба на парцели во индустриската зона Мамутчево. Градоначалникот Чадиев вели дека интерес има и кај домашни и кај странски инвеститори. Меѓу првите кои ќе купат парцели за изградба на производствени капацитети, очекувањата се дека ќе биде и словачката фирма Holt Consulting, која се занимава со производство на пелети и брикети. Едните од инвеститорите останаат цврсто на ставот дека тука ќе финансираат, имавме ние средба минатата недела, они се подготвени да почекаат уште 10 на 15 дена да се заврши целокупната процедура и се надевам дека ќе ги задржиме додека другите инвеститори се убедуваме да останат у Македонија. Во секој случај, оноа што е договорено со словачката фирма, ние ќе го исполниме. Општината ќе понуди и парцела за изградба на база, вели градоначалникот Чадиев. Имаме една база која што треба да биде подготвена и не за ќе ја понудиме на продажба, кај што сите документи се подготвени, доколку има заинтересирани, нели? Чадиев вели дека паралелно со ова ќе бидат на продажба понудени парцели за изградба на хотели на езерото Младост. Свети Николе се соочува со недостиг на сместувачки капацитети. Големиот број културни настани кои се одржуваат во општината предонесуваат за афирмација и промоција на градот. Привлекуваат голем број на туристи како од земјава, така и од странство. Колешката Катерина Нацева со деталите. Се повеќе се наметнува проблемот со сместувачките капацитети во општина Свети Николе. Културните настани кои се одржуваат во општината придонесуваат за афирмација и промоција на градот, привлекуваат голем број туристи како од земјава, така и од странство. Свети Николе станува магнет за туристите, вели градоначалникот Зоран Тасев, но проблем не се сместувачките капацитети, но ние како општина работиме на оваа проблематика. Општината не е во можност да гради, но ние подготвуваме урбанистички планови и издаваме маркици. Конкретно на влезот од градскиот парк имаме предвидена локација за сместувачки капацитет за базен, со тоа градскиот парк ќе добие нова димензија. Работиме апсолутно на промоција токму на овие сегменти, но и на промоција на она што ќе привлече луѓе од страна за да може да има и сместување и трговија. И сето тоа повлекува цел циклус, конкретно за економски развој на општина Свети Николе. Додава Тасев. Иако една од помалите општини, Свети Николе полека станува дестинација која треба да биде посетена од домашните и странски туристи. Со многуте културно-историски знаменитости, археолошките пронаоѓалишта и артефакти, општината го пробива своето место на културната мапа. До 15 јуни трае пријавувањето за добивање субвенции за сточарите кои го предале млекото во млекарниците од јануари до април 2017 година. За 1 литар кравјо, овче и козјо млеко финансиската поддршка изнесува по 3,5 динари. 15 јуни е првиот рок за поднесување на барањата за исплата на субвенциите за предадено млеко во млекарниците за првите 3 месеци од годинава. Доколку го пропуштат овој рок, оставена е дополнителна можност фармерите да може да аплицираат и во втор термин од 25 до 30 јуни 2017 година. Финансиската поддршка е за откупено овчо, козјо и кравјо млеко од јануари до април годинава. Висината на поддршката изнесува по 3,5 динари за литар млеко, предадено во лиценцирани млекарници. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството, каде што е регистрирано земјоделското стопанство или фармата.
Високите температури и несоодветните услови за продажба на прехранбените производи се можна причина за појава на труење кај граѓаните. Токму затоа Агенцијата за храна и ветеринарство традиционално прави посебни контроли пред почетокот на летната сезона. За ова ги прашавме и велешани колку внимаваат на рокот на траење на производите кои секојдневно ги купуваат од маркетите и зелените пазари. Дијана Иванова повеќе. Ресторани, кафеани, хотели, маркети, сендвичари. Ова се местата каде Агенцијата за храна и ветеринарство традиционално прави посебни контроли пред почетокот на летната сезона. Оттаму велат високите температури, лошото чување на храна, недоволната хигиена се трите најчести причини за развој на токсините кои потоа се главна причина за труење кај граѓаните. Поголема внимателност неопходна е и од самите купувачи. К1 телевизија денеска ги прашуваше граѓаните колку внимаваат на рокот на траење на производите кои секојдневно ги купуваат од маркетите и зелените пазари. Бога ве внимаваме, ама ние тешко излегување да се снабдуваме со жештините. Не внимаваме за толку, оти не се разбираме, цените се исти и затоа не внимаваме. Многу ретко сум го вратил. Обично ги фрлам, ќе видам спомнат рок, ги фрлам. Да, тумом добро и да е фино, да се мора јести, да не добиеме трување или опасна е вручина за трување, сигурно. Најбезбедно е оно што сам ке си го произведеш, вела дел од потрошувачите кои денеска имаа желба да одговараат на нашите поставени прашања. Пазар може само зеленчук да купиме и овошје. А повеќето да речеме имаме и наши производи дома, значи ние сме пред се и млади земјоделци. Произведуваме се, работиме тутун, имаме овошје, зеленчук. Ама сепак треба да се прикупи нешто за дома. Она што на потрошувачите им пречи е тоа што продавачите немаат јавно испишано од каде потекнува производот, дали истиот е органски производ или не. Секогаш првен го гледаме рокот на траење и после го земаме производот. Тоа е најбитно. И за здравјето и за се друго. Ако е поминат рокот, има една само замерка, што не знаеме од кај доаѓа производството, дали е наше или од Албанија или не знам од каде доаѓа производството. Тоа е многу важно. Многу е важно. Значи производството е важно од каде доаѓа. Како е одгледувано. Тие се најважните работи. иначе убаво од зелен пазар да се купи, убави се овие работи, ова е здраво. Мислам, супер е ова, вака да се земат и повише се оди на зеленчукот. Агенцијата за храна и ветеринарство, за да ја приближи својата работа до самите потрошувачи, отвори бесплатна телефонска линија. На телефонскиот број 0800 322 22 потрошувачите имаат право да пријават доколку во маркетите или на зелените пазари се продава производ со поминат рок на траење или пак во несоодветни услови. Продолжуваме понатаму со култура. На Интернационалниот театарски фестивал Бебел, Велешкиот театар беше награден за моноперформансот Шумата на моето дрво. Овој перформанс е во режија на Александар Ивановски, а користени се текстови од авторот Сашо Димовски. Сашко Костовски се потпишува како автор на музиката. Меѓународна награда за моноперформансот Шумата на моето дрво. Представата во која настапува актерот Васил Зафирчев е прогласена за најдобра на Интернационалниот театарски фестивал Бебел, што се одржува во Трговиште, Романија. Шумата на моето дрво е во режија на Александар Ивановски, а користени се текстови од авторот Сашо Димовски. Сашо Костовски се потпишува како автор на музиката. Според најавите, Велешкиот театар веќе во четврток повторно настапува на фестивал, и тоа дома во Прилеп на фестивалот Војдан Чернодрински. Со представата Ана Комнена ќе се надпреваруваат за една од наградите. Следува фестивалот Војдан Чернодрински, каде што исто така ќе настапиме со Ана Комнена во официјалната програма и со Синиот протокол во програма. Во текот на летото сигурно ќе има уште неколку фестивалски настапи што се однесуваат до Скопско лето, до Битфест, и практично оваа прва половина од сезоната ќе завршиме со изведбата на Ана Комнена на 20 јули во рамките на официјалната програма на фестивалот Охридско лето, пошто ќе следи веројатно и едно гостување традиционално кое што го имаме со Преспанското културно лето кое што го организира нашиот колега Едмон Сотир во Албанија.
Љубителите на театарот наскоро ќе имаат можност да видат две нови представи. Тирамису е представа која се работи по текстот на полската авторка Јоана Овшијанко. Режијата е на Теа Богоевска, а представата е дел од годишната програма на театарот финансирана од Министерството за култура. Втората представа која се подготвува во Велешкиот театар е Пасивно пушење од Небоша Рамчевиќ во режија на Јордан Витанов. Оваа представа не е дел од годишната програма која финансира ресорното министерство. Реализацијата на истата е од сопствени средства на Велешкиот театар. А сега продолжуваме понатаму со вестите од Македонија. Советот на јавни обвинители со мнозинство гласови го прифати владиниот предлог за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Предлогот оди во собранието. Минатиот понеделник владата реши да поведе постапка за разрешување на Зврлевски со образложение за незаконско и ненавремено извршување на функцијата. Условите за прием во НАТО на Република Македонија се одамна исполнети, а граѓаните сакаат, заслужуваат и треба да бидат дел од ова семејство, но цената за тоа треба да биде како и за останатите земји членки, порачува Гром. Генералниот секретар на Алијансата јасно соопшти дека името треба да биде прифатливо за двете страни, рече потпредседателот на Гром Љупчо Пренџов. Генералниот секретар на НАТО Алијансата Столтенберг вчера уште еднаш јасно и недвосмислено соопшти дека Македонија е добре дојдена и одамна подготвена да влезе во НАТО Алијансата, но тоа треба да го направи со име прифатливо за двете страни, за Македонија и за Грција. Би рекле идентичен, ниту за милиметар поместен став од оној кој што го имаа во 2008 година и кој им беше укажан на тогашниот претседател и премиер на Република Македонија на самитот на НАТО во Букурешт. А како минавме тогаш, не е добро познато. Пренџов посочува дека истите приказни што Расмунсен му ги кажуваше на Груевски, сега Столтенберг му ги кажува на Заев. Нова е само еуфоријата на Зоран Заев, кој се зафати со уривање огради и боење слики и кој создаде лажна надеж кај граѓаните на Република Македонија. Заклучокот е дека Република Македонија во изминативе 10 години е со целосно исполнети НАТО стандарди, со сите политички и воено-безбедносни услови во одбраната, а единствената пречка ни е Грција, која бара промена на нашето уставно име. Нашиот јужен сосед сака земјава да биде примена во НАТО, но без зборот Македонија во нашето име. Пренџов нагласува дека колку што НАТО е потребна на Македонија, толку Македонија е потребна на Алијансата, пред се поради се поголемото руско влијание во регионот. Македонскиот министар за надворешни работи Никола Димитров утре во Атина ќе се сретне со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзиас. За сега нема официјални податоци за средбата, ниту пак кои ќе бидат темите за разговор. Според грчките медиуми се очекува на маса да бидат мерките за градење доверба и начините на кои може да се продлабочи билатералната соработка помеѓу двете земји. Пред посетата на Атина Димитров во интервју за Financial Times изјавил дека Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за членство во НАТО. Официјална Атина пак останува на својот цврст став дека Македонија не може да стане членка на НАТО без претходно да се реши прашањето за името. Во текот на минатата седмица царинските службеници имаа откриено неколку обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, цигари, тутун, делови за камиони, делови за трактори и фалсификати, 155.000 дански круни, 11.000 швајцарски франци и 1.400 евра откриени во два одвоени случаи на скопскиот аеродром Александар Велики. 200 килограми тутун за водено луле спакувано во 200 пластични кеси по 1 килограм, откриени на влез на граничниот премин Богородица во товарно моторно возило со македонски регистарски узнаки, управувано од македонски државјанин, 40 штеки цигари со македонски акцизни маркици и 6 штеки цигари со грчки акцизни маркички, откриени на скопскиот аеродром Александар Велики, 76 резервни делови за трактори откриени при контрола на македонски автомобил управуван
управуван од македонски државјанин пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце. 54 резервни делови за товарни возила, откриени при контрола на македонски камион управуван од македонски државјанин пријавен за влез во државата на граничниот премин Богородица, 61 клуч за патнички автомобили со ознаки на заштитени трговски марки, откриени во царинската испостава Аеродром Скопје, одсек за стоково царинарење, при контрола на ДХЛ пратка од испраќач од Кина, наменета за увозник од Косово. Саудиска Арабија и Бахрейн воведоа воздушно ембарго кога на 5 јуни ги прекинаа дипломатските односи со Катар, кога го обвинуваа дека поддржува тероризам. Согласно воздушното ембарго на сите авиокомпании и авиони регистрирани во Катар, им е забрането да слетуваат на нашите аеродроми или да прелетуваат преку воздушниот простор на Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија и Бахрейн, наведуваат трите земји. Исклучок ќе бидат приватните авиони од Катар, кои треба 24 часа однапред да поднесат барање за прелетување преку воздушниот простор на трите земји. Вестите од светот. Панамскиот претседател Хуан Карлос Варела преку телевизиско обраќање соопштил дека Панама и Кина воспоставиле официјални дипломатски односи. Панама признава само една Кина, а Тајван е невидлив дел од незината територија, изјавил Карлос Варела, додавајќи дека се прекинуваат сите дипломатски односи со Тајван. Кина е вториот по големина клиент на Панамскиот канал и водечки доставувач на стоки за слободната трговска зона во кипарскиот град Колон. Претениците од конзервативната партија добија извинување од премиерката Тереза Меј за неприликите создадени со изборниот неуспех и за загубените 13 пратенички места. Меј е преземала одговорноста за лошите резултати и пред министрите, кои во најголем број се истите од претходната влада. Потенцирала дека ќе остане на премиерската функција, се додека тие сакаат таа да ја предводи британската влада. За многумина во Велика Британија, ова е ретерирање на Тереза Меј, која за време на изборната кампања, барајќи го гласот за нов мандат, велела дека ќе остане на функцијата, се додека тој не истече. Како што пренесуваат лондонските медиуми, таа е изложена на притисок во својата партија да се повлече од премиерската функција, обвинувајќи ја за загубеното мнозинство, непотребните избори и за ослабената позиција на владата пред преговорите со Европската Унија. Денеска имавме сончево и топло време со мала облачност и со слаб до умерен северен ветер со температура повисока од вчерашната. УВ индексот изнесуваше 9, вели прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи. Максималната температура се искачи до 25 степен. Утре времето до пладне ќе биде исто како денеска, од попладнето ќе се дестабилизирајќи му услови за силни врнежи од дожд и грмежи. Тоа се информациите за овој информативен преглед. Јас ви благодарам на вниманието и останете во добро расположение.